што и ова утро ни дал можност, привилегија, здравје или да можеме да дојдеме и да го... Тоа сме и повикани да го славиме нашиот Господ и да пееме за Него и да го слушаме Неговиот глас. Нека ова утро ја започнеме ова служба со песната број 25. За тебе јас сега пеам восхитен од се срце. Песната број 25. Интересни зборови овде ми оставија впечаток, вика треперам од восхит Боже на тебе штом помислам. Дали нашето срце трепери кога мислиме на Бог, помислуваме на Бог или остануваме равнодушни и незаинтересирани. Тоа покажува каква е нашата врска со Бог, нашата близина со Бог и колку Бог е важен и присутен во нашиот живот.
Сега ќе прочитаме Псалмот број 47. Псалм број 47. Заплескајте со рацете, сите народи, воскликнете кон Бога со радосен глас. Зашто Севишниот Господ е страшен, голем цар е над целата земја. Тој ни подари под нозе луѓе, тој ни покори под нозе луѓе и народи, тој ни одбра наследство за нас, достоинственоста на Јаков, кого го воздоби. Се искачи Бог при восклици, Господ со трубен звук. Пејте му на нашиот Бог, пејте му на нашиот цар, пејте зашто Бог е цар на целата земја, пејте му псалм. Бог е цар над народите, Бог седи на светиот свој престол, незнабожечките кнезови се собираат како народ кој Авраамовиот Бог, зашто земните заштитници му припаѓаат на Бога, тој е возвишен над сите. Пејте му на Бога. Алилуја. Нека да се исправиме и да се помолиме. Татко Небесен, и ние соучествуваме со тоа и пееме за Твојата слава, да се зголемува, да се издига Твоето име, бидејќи славата припаѓа само на Тебе, Господи. Ти си единствен Бог. Ти си живиот Бог. Ти си Создателот. И се е по Твоја власт и во Твои раце. Ти управуваш со се и со секого. Господе, и ние Ти благодариме што ова утро си ни дал живот, ден да го посветиме на Тебе, ден да се собереме, да се радуваме и да Те славиме Тебе, и ден кога го слушаме Твојот збор. Татко Небесен, Ти благодариме за изминатата недела што Ти не водеше и чуваше. И Те молиме, Господи, да Ти не благословиш и ова утро со Твоето Слово. Господи, Ти ни зборувај. Ти ни кажи тоа што ни е потребно. Ти ни давај мудрост. Ти не охрабрувај да бидеме вистински Твои деца. Не само да се наречуваме, но да живееме така како што е Твојата волја, да го правиме тоа што е по Твојата волја, за да може да се прославува Твоето име. Не да се руга. Не да луѓето велат какви се овие христијани. Но, Господи, да нашиот живот биде светлина за другите или сол, преку која тие ќе можат да видат дека Ти живееш во нас и дека Ти управуваш со нас, да може да тоа ги привлекува, да посакуваат и тие да бидат во Твоето присуство. Господе, благослови ги сите тие кои гледаат и слушаат и ова утро. Благослови ги болните кои имаат потреба од Тебе. Благослови ги натажените. Благослови ги тие кои се разочарани. Благослови ги оние кои лутаат во овој свет и Те бараат и не можат да Те најдат. Откри им се, Господи. Те молиме за Твојот благослов на нашето село. Те молиме за Твојот благослов на нашата земја, на нашиот народ и на нашите власти. Ти не води, Господи, и Ти го управувај со нас. Нека биде се по Твојата волја и за Твоја слава. Те молиме, Господи, во името на Исуса Христа. Амин. Ќе испееме и втората песна, број 216. Води ме, Спасителе, и јас да не залутам. Песната број 216.
Бог не повикува да доаѓаме на ова место, да го славиме Неговото име, но да го слушаме и Неговиот збор. И тоа е најважното. Словото Божје е пред нас и Бог не зборува преку него. И затоа ова утро сме овде соберени и нашиот брат Глигор е овде помеѓу нас да го сподели Словото Божје со нас, да го каже тоа што Бог на него му зборува и така да го пренесе на нас. Нека Бог да не благослови сите преку него, ние да се охрабруваме, да се ојачуваме, да се омудруваме, а тој да го прослави Бога преку сето тоа. Го повикам да дојде да ни послужи. Слава на Бога нека. Му благодарам што може пак да дојдам заеднички, да се радуваме, да проучуваме Словото Негово. За ова богослужба го имам текстот од посланието до Галатјаните, 4 глава, 12 до 16 стих. Послание до Галатјаните, 4 глава, 12 до 16. Ве молам, браќа, станете како мене, затоа што и јас станав како вас. Вие со ништо не сте ме навредиле. Знаете дека кога за прв пат ви проповедав, бев телесно немоќен, и при сето тоа вие не го презревте искушењето на моето тело, нити се поогнасивте од него, туку ме примивте како ангел Божи, како Исуса Христа. Каде ви е сега радоста ваша? Сведочам за вас, дека кога би било можно, и очите своји би ги извадиле и би ми ги дале. И затоа ли станав ваш непријател, бидејќи вие зборував вистината? Тоа ќе биде текстот на кој ќе размислуваме ова богослужба. Во посланието до Галатјаните, апостол Павле зборува за науката за оправданието пред Бога, преку вера во Господ Исус Христос, а не според законот. На првото мисионерско патување со Варнава основал неколку цркви во Галатија. Тоа е област на југоисток на Мала Азија, во денешна Турција. Тие цркви се наоѓале во 4 града. Тоа биле Дервија, Листра, Иконија
и Антиохија Писидиска. Во тие градови апостол Павле го проповедал Евангелието за Господа Исуса Христа. Господ Исус Христос се жртвувал на Голготскиот крст за нашите гревови. Бил погребан и на третиот ден воскреснал за наше оправдание и спасение. Тоа е радосна вест што апостол Павле ја проповедал. Патот за спасението е сосем јасен. Па вели во Галатјаните 2:16. Човекот се оправдува не преку делата од законот, туку само преку верата во Исуса Христа. Откако Павле заминал од Галатија, дошле некои лажни учители од Јудеја, од Ерусалим, па се представиле дека се христијани, но тие биле лажни верници. Тие ги учеле дека не е доволно само да веруват во Господ Исус Христос за да се спасат, туку требало да се обрезуват, да ги држат или празнуват сите еврејски празници, како што е саботата, и да го држат целиот закон Мојсеев. А тоа е лажен пат, лажна наука, тоест друго евангелие, вели апостол Павле. И тој многу цврсто се спротивставил на тоа учење. Кога дознал дека галатјаните паднале во таа заблуда, веднаш го напишал посланието до галатјаните како едно циркуларно писмо кое се читало по сите цркви во Галатија. Со примери од Стариот Завет го објаснува правиот пат за спасение. Детално објаснува кога е даден законот и зошто е даден. Бил загрижен за галатјаните, па им вели: се плашам за вас. Да не би случајно заумно да сум се трудел меѓу вас. Прво се плаши за нив, а потоа и за себе. Загрижен е за нив и за самиот себе. Апостолот прво ги охрабрува со зборовите: сите сте синови Божји преку верата во Христа Исуса. Ги потсеќа, ги охрабрува дека тие го прифатиле Евангелието, дека го примиле Светиот Дух, а сега вели: се плашам за вас. Вие се враќате на законот, се враќате на она од што Господ мене ме спаси. Јас бев јудеец, јас бев фарисеј, но Господ ме ослободи од тоа. А вие што порано бевте поганци, сега се враќате на она во кое јас бев. Сакате да се обрезувате, да пазите на чисто и нечисто јадење, да ги држите еврејските празници, се плашам за вас. Павле бил два пати во Галатија, на првото и на второто мисионерско патување. Потрошил доста време за нив и со нив. Иако било тоа залудно, тогаш тоа би било штета за Павле. Тој не сакал залудно да го троши своето време. Откако се обратил и ја примил својата служба од Господа, тој работел ревносно за Бога од полна парја. На старешините од црквата во Ефес, при разделбата со нив, им го вели ова: бидете будни и помнете. Што да помнете? Дека цели 3 години, дење и ноќе, не престанував со солзи да поучувам секого од вас. Дела 20:31. Помнете, браќе, колку многу сум се трудел со вас. Зарем тоа да биде залудно? Ако било залудно, би било штета и за вас, и за мене. Ако вие го отфрлите Евангелието, ќе го изгубите спасението. И моите зборови ќе ве осудат на судниот ден. А за мене тоа би било залудно потрошено време. Време кое не се враќа, труд без плод. Вие кои порано бевте поганци, сега сакате да бидете јудејци. Ве молам, браќе, бидете како што сум јас, затоа што и јас бев како вас. Еден друг превод вели: станете како мене, зашто и јас станав како вас.
Или пак, бидете како што сум јас, зашто и јас сум како вас. Мислата е јасна. Павле ги нарекува браќа, но ги укорува, им кажува дека погрешили. Господ го казна оној кого што го сака, пише во Евреите 12:6-7. Го бичува секој син кого што го прима. Ако трпиме казна, Бог со вас постапува како со синови. Зашто кој е тој син кого што таткото не го казнува? Оној што е вистински син на таткото ќе го прифати карањето. Ако не сака да го прифати, со тоа докажува дека не е негов син. Во Изреки 27:6 читаме: Искрени се прекорите од оној кој сака, а лажливи се бакнежите од оној кој мрази. Со други зборови, пријателот ти мисли добро, затоа ти укажува на грешки. А непријателот ти мисли лошо и лицемерно те бакнува и не ти ги кажува грешките. Апостол Павле ги укорува верните и пак ги наречува браќа. Тој знаел дека тие паднале духовно, затоа што го свртиле својот поглед од Христа. Штом почнале да гледат на денови, години и времења, тоа е знак дека не гледат веќе на Христа. Ако некој ви каже дека не можеш да се спасиш ако не ја празнуваш саботата, знај дека е лажен учител. Ама исто така, ако некој ви каже дека не можеш да се спасиш ако не ја празнуваш неделата, и тој е лажен учител. Никој нема да се спаси поради некој ден, сабота или недела, туку поради жртвата на Господ Исус Христос. Кога некој гледа на денови, празници или било што друго, тој гледа на себе, а не на Христа. Колку многу труд вложил Павле да ги обрати галатјаните, а и колку многу труд вложил за да им го напише посланието, да им укаже на грешките и да ги врати назад на правиот пат. Стрпливо и нежно ги моли: ве молам, браќа. Така нежно им се обраќа и на коринтијаните. Во 2 Коринтијаните 10:1 вели: Јас, Павле, лично ве молам со Христовата благост и кротост. И коринтијаните отстапиле од вистината и нив нежно ги моли. Благоста и кротоста треба да се присутни кај сите христијани. Независно за каква заблуда или грешка или грев станува збор, мора да реагираме кротко. Према галатјаните Павле се однесувал како татко према своите синови. Кога грешат, ги укорува, ги кара, но пак им се обраќа со синкова. Ве молам, браќа. Што сака да каже со тоа? Погледнете на мене, браќа. Јас сум евреин, но станав како да не сум евреин, како да сум незнабожец. Јас сум како вас. Неевреите, како вас неевреите, се ослободив од Мојсеевиот закон. А вие бидете како мене. Кој бил апостол Павле пред да стане христијанин? Во Филипијаните 3:5-6 вели: кој сум обрезан во 8-миот ден, од родот Израилев, од Вењаминовото колено, евреин од евреите, по закон фарисеи, по ревност гонител на Божјата црква, според правдата на законот, непорочен. А во Галатјаните 1:13-14 им вели: а сте слушали и за моето некогашно поведение во јудејството, дека прекумерно ја гонев Божјата црква и ја разорував, и дека во јудејството напредував многу повеќе од мнозина мои временици, бидејќи бев голем ревнител за татковските преданија. Ете, тоа бил Павле пред да стане христијанин. Поголем евреин и поголем фарисеи од него немало. Сега галатјаните кои не биле евреи сакале да бидат онаа што бил апостол Павле порано.
Вие не можете да бидете по-големи юдейци от мене. Сака да им каже Павле. И аз ги надминав сите мои временици и праснаци, никой не ми беше рамен. Но откако поверував, што вели? Сметам дека и се друго е штета спрема преважното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, поради кого се одреков од се и се сметам за отпад. Само за да го придобијам Христа. Филипјаните 3:8. Целиот мој претходен јудеизам беше ништо, отпад. Се она на што се надева порано е ништо во споредба со Христос. Го отфрлив јудеизмот како нешто штетно, нешто што ми пречеше да бидам прав верник. Зошто сега вие одите во тоа од кое Господ ме избави мене? Бидете како што сум јас. Вие знаете како сум јас, откако го примив Христа. Се одреков од јудеизмот и сега го следам Христос. Следете го и вие Христос. Павле се откажал од претходниот живот, се откажал од татковските преданија, тргнал по Христа и проповедал само за Христа. Истото тоа го очекувал и од галатјаните. Да го остават стариот живот и да го следат само Господ Исус Христос. Затоа вели, видите како што сум јас. Како бил Павле? Како се однесувал кон сите луѓе? Во 1 Коринтијаните 9, 20 до 22 вели: на јудејците им бев како јудеец, за да ги придобијам јудејците. За оние што се под закон, станав како да сум под закон, за да ги придобијам и нив. За оние што се без закон, станав како да сум без закон. Иако пред Бога не сум без закон, туку сум под законот на Христа. За да ги придобијам и оние што се без закон. За слабите станав како слаб, за да ги придобијам слабите. За сите станав се, да по каков и да било начин да спасам некого. Тоа била целта на апостол Павле. Така постапувал со луѓето со кои доаѓал во контакт. Така и кога дошол кај галатјаните, не дошол како јудеец, ниту ги учил тие да станат јудејци, да ги празнуват еврејските празници. Тоа тој не го ни спомнувал. Тој го спомнувал и проповедал Христа Исуса, кој што умрел на крстот за нивните гревови. И ако поверуват во него, ќе бидат спасени. Тоа им проповедал Павле. Тие поверувале и се спасиле. Кога отидел кај нив, станал како еден од нив, со цел да ги приближи до Христос. Тоа не значи дека Павле го прифатил нивниот пагански начин на живење. Тоа не мисли на тоа. Тој слегнал на нивно ниво. Не се гордел. Не дошол со некоја фалба и да вели: еј, знаете ли вие кој сум јас? Јас сум евреин, еден од Божиот изберен народ. Павле знаел дека Бог не гледа на лице, туку на срце. Бог не гледа кој е кој. Пред Бога никој ништо не вреди, ако го нема Христос. На секој човек му треба Христос. Затоа целта на Павле била да го придобие за Христа секој оној со кој ќе дошол во контакт. Со љубов, со сочувство, со кротост им пристапувал на луѓето, се прилагодувал према нив и им го проповедал Евангелието. Со цел галатјаните да станат верни, како што е апостол Павле. Бидете како што сум јас, зашто јас бев како вас. Во тоа време, ако некој евреин поверувал во Христа, бил многу прогонуван. Бил исклучен од синагогата, од домашните.
Правите християни станале многу, страдале многу, но биле ослободени од робството на гревот. Вие со ништо не сте ме навредили. Што сака да каже со тоа? Тоа може да се објасни на два начина. Прво може да значи, јас не сум навреден со тоа што вие порано бевте паганци, а сега сакате да бидете јудејци. Со тоа вие самите себе се навредувате, а не мене. Второ, вашето духовно паѓање има за цел јас да се обесхрабрам во мојата служба, да помислам дека напразно сум се трудел. Сатаната се обидува мене да ме обесхрабри. Ако вие мислите дека мене ќе ме обесхрабрите, се лажете. Вие не можете мене да ме обесхрабрите. Тоа што вие го правите, јас не прифаќам како мене да ми го правите. Вие ни сами не сте свесни од кој дошол таа заблуда кај вас. Тоа е директно од Сатаната. Тој сака да ве однесе од едно во друго робство. Со тоа Сатаната сака мене да ме ожалости. Сатаната се бори против вистината, која што ја проповедам јас. Апостол Павле ги напоменал галатјаните, а и сите христијани од тогаш до сега, дека нашата борба не е со крвта и телото. Ние не се бориме со човекот и против човекот, туку против непријателите на човечките души. Тој сака да не врати во стариот грешен живот. Ние не смееме да се бориме против човекот кој не напаѓа. Тој човек што не напаѓа е жртва на Сатаната. И вели на галатјаните: знаете дека кога ви проповедав за прв пат бев телесно немоќен. Кога прв пат дошол кај нив, Павле бил телесно немоќен. Веројатно се мисли на болен. Има повеќе мислења за тоа. Затоа велам веројатно. Повеќе мислења за тоа. Зашто се работи тука? Некои велат дека кога бил во Памфилија, добил маларија. Дали било маларија или друга болест, не се знае точно. Према друго тумачење, мислење, Павле бил болен на очите. Затоа вели: сведочам за вас дека кога би било можно и очите своји би ги извадили и би ми ги дале мене. Од тоа негово искажување, некои мислат дека Павле имал болни очи. Кога Павле бил за Дамаск со цел да ги прогонува христијаните, му се јавил Господ Исус Христос на патот. Го осветлил со силна светлина која била посилна од сончевата светлина. И тогаш ослепил. Бил 3 дена слеп. Потоа Господ го пратил при него ученикот Ананија од Дамаск да отиде кај него, да положи раце врз него, за да прогледа. Така и направил Ананија, ги положил рацете над него и одеднаш како лушпи да падна од очите негови и тој прогледа. Читаме Дела 9:18. Пишува дека Павле прогледал. Значи, имал нормален вид, немал проблеми со очите. На галатјаните им вели: знаете дека кога ви проповедав за прв пат бев телесно немоќен. Може би Павле и немало да се задржи во Галатија ако бил телесно здрав. Може би сакал само да помине низ таа област, за да отиде уште повеќе на запад или на север. Но во Галатија го затекнала некоја болест, па морал да остане таму. Може би добил температура, некој друго телесно слабост или немоќ. Но Павле не знаел за одмор. Работел, го проповедал Евангелието и придобивал луѓе за Господа. Оние што поверувале, го засакале Павле, го прифатиле како таков и сочувствувале со него. И меѓу христијаните во тоа време имало болести, а и денеска има болести. И христијаните не се луѓе кои што може да се разболат.
Кога беше ковидот, имаше ли некој што не беше болен? Скоро сите бевме зафатени. Павле ги пофалува галатјаните што не го презреле поради неговото телесна слабост. Не го отфрлиле, ниту се згнасиле од него. Вие не го презравте искушението на моето тело, ниту се погнасивте од него, туку ме примивте како ангел Божи, како Исуса Христа. Вие ме примивте со радост, како пратеник, вестител Божи, како Исус Христос. Кога го слушале Павле како им го проповеда Евангелието со жар, со љубов, со силата на Светиот Дух, со чуда, и тоа го пишува, што Бог дозволил да се случуваат меѓу нив. Тие во него виделе ангел Божи, па дури и самиот Исус Христос. Кога Господ Исус Христос ги испратил 12 ученици да го проповедат Евангелието во Израел, уште додека бил со нив, им кажал и ова: кој ве прима вас, мене ме прима. Матеј 10:40. Веројатно апостол Павле им ја раскажал својата историја на галатјаните. Како бил порано и како се обратил. Како му се јавил Господ на пат за Дамаск и што му кажал. И дека директно од него бил испратен меѓу јазичниците да им сведочи за Исуса. Во Дела апостолски 26:17-18 Исус му кажал: па преку верата во мене да примаат опростување на гревовите и наследство меѓу светиите. Му кажал Господ. Со право апостол Павле запишал во 2 Коринтијаните 5:20: па така ние сме пратеници место Христа, како Бог да зборува преку нас. Галатјаните со радост го прифатиле Евангелието преку Павле. Го примеле Павле како пратеник Христов. Тие не гледале на неговото надврашен изглед, но внимавале на она што тој зборувал. Разбрале дека со едноставна вера во Исус се добива опростување на гревовите и живот вечен. Од тоа подобро нешто има ли? Кој не би сакал да живее вечно? Евангелието што носи радост на вест, што носи радост затоа што Евангелието е радостна вест. Тоа е радостна вест. Но што се случило покасно откако Павле заминал од нив? Каде ви е сега радоста, вели негде, а повеќето вели каде ви е блаженството ваше? Каде ви отиде тоа блаженство? Она блаженство на почеток што го имавте. Што ви се случи? Каде ви отиде радоста? Сведочам за вас дека кога би било можно и очите своји би ги извадили и би ми ги дали на мене. Биле среќни, радосни, го засакале Павле многу. Во него гледале големо духовно богатство. Но што се случило? Па им оладила љубовта према него. Се случило да дојдат лажни учители, кои што им донеле лажно Евангелие. Кога го примеле лажното Евангелие, му свртиле грб на Павле. Правото Евангелие ги поврзува верните повеќе од се друго. Други, дури и повеќе од телесните браќа, духовните браќа се поблиски и повеќе се сакаат. Тоа ги поврзува Божиот дух. И галатјаните биле духовно поврзани со Павле. Но лажните учители им ја наметнале лагата, го оцрниле Павле пред нив, зборувале лошо за него, тој не ви ја кажал целата вистина. Им кажувале, тој не е вистински апостол, тој не е еден од 12 апостоли, а можно и да кажали такво нешто. Видите дека тој беше телесно немоќен, беше болен. Тоа му е казна од Бога. Затоа што не учи како што треба. Бог го казнува Павле, затоа што тој го одвраќа народот од законот, зборува против законот. Не го слушајте. Затоа Бог го казнува со болест, за да го видат сите и да знаат дека он не е прав апостол. Како што било тогаш, така и денес.
И денеска на исти начин луѓето ги оцрнуваат другите ако ги мразат. Меѓутоа Господ ни вели дека сите болести не се поради грев. Имаме таков пример во Евангелието по Јована, кога Господ Исус Христос излекувал човек роден слеп. Тие во Јована 9:2-3 вели: Раби, кој изгрешил? Тој или родителите негови да се родил слеп? Исус им одговори: ни тој, ниту родителите негови изгрешили, туку за да се јават делата Божи врз него. Значи овде не се работи за грев. Потоа Господ го излечил. Тоа значи дека постојат болести кои што се за слава Божја. Така било и со апостол Павле, веројатно. Бог допуштил Павле да се разболи, да биде телесно немоќен, за преку него да им го проповеда Евангелието на галатјаните, за да се обратат. Евангелието е сила Божја за спасение на оние кои веруваат. Римјаните 1:16. Во 2 Коринтијаните 12:7-10 Павле вели вака: И за да не се превознесувам со премногу откровенија, во телото ми се даде трн, ангел сатанин да ме боцка по лицето, да не се превознесувам. Затоа 3 пати го молев Господа да го отстрани од мене. Но он ми рече: доста ти е мојата благодат, бидејќи мојата сила наполно се покажува во слабоста. Затоа со многу поголема радост ќе се фалам со своите немоќи, за да се всели во мене силата Христова. Затоа добро ми е во слабостите, во навредување, во маки, во прогонување, во тага за Христа, оти кога сум слаб, тогаш сум силен. Апостол Павле ја научил лекцијата од Господ Исус Христос. Кога сум слаб, тогаш сум силен. Према овие зборови, може би, овде и не се работи за болест. А зашто се работи? За прогонство, за маки, за навреди. Да погледаме сега во Дела апостолски, кај што се зборува за првото мисионерско патување на Павле кон Галатија. Еден краток преглед. Прво тој отишол во Антиохија Писидиска. Таму поверувале и јудејци и јазичници. Но јудејците што не поверувале, ги истерале Павле и Варнава од нивниот град. Тој, апостол, откако и со Варнава, откако го истресаа правот од нозите своји на нив, отидоа во Иконија, во друг град, наредниот, а учениците се исполнеа со радост и Дух Свети. Дела 13, 51, 52. И во Иконија го проповедале Евангелието. И поверувале многу јудејци и многу елини. И Господ дозволил преку нивните раци да стануваат знаци и чудеса. Дела 14:3. Како во Антиохија, така и овде. Скоро целиот град го слушнал Словото Божие и се поделиле на две групи. Едни беа со јудејците што не поверувале, а други со апостолите. И кога јазичниците и јудејците со своите началници се готвеа да ги хулат и да го каменуваат, тие штом разбраа се засолнеа во ликаонските градови, Листра и Дервија, и во нивната околина, и таму го проповедаа Евангелието. Заплашени, чувствуват дека се заднив, ама не се плашат. Таму во Листра излекувале хром човек од раѓање. Народот бил многу воодушевен, ги прогласиле за богови и спремни биле да им принесат жртви. Едва и ги убедиле да не го прават тоа. Потоа дошле јудејците од Антиохија и од Иконија и го наговориле народот да хулат на нив
и да го каменуват Павле. И читаме. Го каменуваа Павле. И го извлекоа надвор од градот, мислејќи дека е мртв. Кога се собраа околу него учениците, тој стана и отиде во градот. А другиот ден со Варнава заминаа за Дербен. Тој нема време да чека и да се одмара и да боледува. Веднаш на другиот ден замина за Дербен. И откако го проповедаа Евангелието во тој град, и мнозина придобија и научија, тие се вратија во Листра, таму кај што биле каменовани. Кај што бил каменован. Иконија и Антиохија, утврдувајќи ги душите на учениците и советувајќи им во верата да бидат постојани. Оти во Царството Божјо треба да влеземе преку многу маки. Па откако им ракоположија свештеници за секоја црква, се помолија со пост и ги предадоа на Господа во кого беа поверували. Дела апостолски 14, 19-23. Редот следот на патување е овој. Прво во Антиохија, второ во Иконија, трето во Листра, каде бил каменуван Павле, и четврто во Дерба. Значи, унакажен, изнаранет, со крвави лузни по телото, рацете, нозите, главата, отишел во Дерба, четвртиот град. Потоа обратно, се враќа назад. Во Листра, па во Иконија, па во Антиохија. Значи, верните од тие галатски градови го виделе изнаранет и телесно слаб. Затоа им напишал во циркуларното писмо. Знаете дека кога ви проповедав за прв пат, бев телесно немоќен. И при сето тоа вие не го презресте искушението на моето тело, нити се згнасивте од него. Туку ме примивте како ангел Божи, како Исуса Христа. Господ Исус Христос не им обеќал розов живот на апостолите. Во светот ќе имате маки, им рекол тој во Јована 16:33. Само не бојте се, зашто јас го победив светот. Маки ќе имаме, но не треба да се плашиме, затоа што Господ Исус ни го ветил ова. Јас сум со вас преку сите денови до свршетокот на светот. Матеј 28:20. Кога апостол Павле бил во Коринт, му рече Господ на Павле во привид ноќ: не бој се, туку зборувај и не замолкнувај, зашто јас сум со тебе. И никој не ќе посегне да ти направи зло, бидејќи има многу народ во тој град. Дела 18:9-10. И ќе завршам со Дела апостолски 23:11. Во Ерусалим кога бил, ноќта му се јавил Господ и му рече: не плаши се, Павле. И како што сведочи за мене во Ерусалим, така ќе треба да сведочиш и во Рим. Слава нека на Господа. Амен. Ќе станеме да му благодариме на Бога. Господи Боже, Татко наш небес, кога ги читаме тие Твои прекрасни ветувања, да не се плашиме, бидејќи во светот ќе имаме маки. Светот, Господи, е во зло и со него управува сатанат. И тој секако дека ќе биде против нас, кога ние цврсто стоиме за Тебе и со Тебе. Колку сме поблиски до Тебе, толку повеќе ќе бидеме напаѓени. Дај ни сила, Господи, да издржиме. Како што му даваше сила и на апостол Павле, толку многу страдал за Тебе и за Твоето Слово. Но Ти го храбриш.
и му помагаш. И му ветуваш. И аз съм со тебе. Не се плаши. Води само напред. И той бил премен, Господ. И животот свој го дал за тебе. Хвала ти, Господи, за Словото Твое. Помогни ни да бидеме храбри и да не се плашиме од ништо до самата смрт. Во името на Исуса Христа те молиме. Амен. Благодараме нашиот брат за словото кое беше искажено. Интересно е така размислив за апостол Павле и покрај толку тешкоти, маки, напади, тепање, наместо да ослабнува, наместо да се разочарува, да се откажува, он стануваше се посилен. Тоа може многу да ни зборува на нас, бидејќи често пати ние знаеме од многу малко нешто се навредиме. Да се налютиме на некој, ако ни каже нешто. Да се разочараме. А гледаме во апостол Павле каква сила имаше, колку беше храбар, тепан до смрт и не бараше од докторот болување да му даде месец-два да лежи дома, доктори да го гледат. Го гледам уште на другиот ден, оди на друго место и пак зборува. Тоа може многу да ни зборува и на нас какви ние треба како христијани да бидеме. Не да се љутиме, не да се жалиме, не да плачеме, но уште повеќе да зборуваме за Господ Исус Христос. Јас му благодарам на нашиот брат за словото кое беше искажено. Нека биде сето тоа за наша поука, колку треба да бидеме храбри, силни, да не се плашиме од ништо и да не замеруваме за ништо. Бидејќи апостол Павле може да каже, абе тие таму ме тепаа мене и повеќе не одам таму. А гледам он одново се враќа таму. Така да и ние да не се љутиме кога некој нешто ќе ни каже и да не повеќе да не разговараме со него. Напротив, треба да бидеме уште посилни, да се сакаме уште повеќе и да бидеме поспремни да го славиме нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Не ќе да должам, бидејќи братот добро објасни. Сега ќе испееме песната број 262. Јас не знам зошто Бог ме засака и живот нов ми подари. 262 број.
Сега нашите деца ќе излезат да ни кажат стихчето.
А може си и гладни, бе. Нямат сила. Нека Бог ги благослови децата. И ние сме били деца и ние знаеме некој пат ни е било срам и ни е било тешко, ама така се расте. Нека Бог ги благослови да станат негови деца, негови слуги. Ние сме при крајот. Ние минатата недела собиравме помош за црквата во Падина. Ако некој сака да знае, може да праша сега, да не зборуваме така по тоа, колку сме собрали и како, но мислата ми е да Бог го благослови тоа и да го намножи уште повеќе, да биде за слава Негова. Ние сега, ова утро сме овде соберени да го славиме Бога. А како Бог делува, што Бог прави во нас, тоа е за секој поединечно и важното е да ние се предаваме во Божите раце, да Бог не води и тоа што го даваме, и тоа што го мислиме, и тоа што го правиме, да биде се за слава Негова. Можеби ние не можеме да направиме многу, ама кога го правиме тоа за слава на Бога, тогаш Бог го благословува, го умножува и така го прави уште побогато. Ние треба да се предаваме во Неговите раце и Бог ќе не води и ќе управува со нас. Сега, за крај ќе се исправиме да испееме песната број 401. Песната број 401. На други дани на право може да седнете. Седната недела одново сме во 10 часот овде. Нека Бог да ве води, да ве чува,